6 нови авиолинии на Скопскиот и Охридскиот аеродром. Владата дава 6.000 денари за 1000 килограми оризова арпа. Грција воведува вештачка интелигенција во образованието. Богатството на Илон Маск над 400 милиарди долари. Google го зајакнува безбедносниот штит на Android. Најдобрите и најлошите риби за здравието. Јубилејна проекција на филмот До Балчак во кинотека. На аеродромите во Скопје и Охрид ќе бидат воведени 6 нови авиолинии. Овие нови релации ќе ја подобрат поврзаноста на Македонија со други земји и ќе го зголемат интересот за туризам и деловни активности. Линиите ќе се поврзуваат со земји од Европската унија и Балканот. Со оваа иницијатива се очекува значително зголемување на бројот на патници и подобрување на македонската економија преку транспортот и туризмот, што ќе ги олесни патувањата и ќе ги поврзе македонските граѓани со странските пазари. Владата на Македонија најави финансиска поддршка за оризопроизводителите, кои ќе добијат 6.000 денари за 1000 килограми откупена оризова арпа, како и субвенции од 18.000 денари по хектар за 2024 година. Оваа одлука следува по години на запоставување на земјоделците и нивните протести. Во соопштението на владата се истакнува дека земјоделците, по долги години незаинтересираност од претходната власт, сега добиваат поддршка, што ќе го подобри нивниот животен стандард и ќе го поттикне производството на ориз. Грција започна проект за воведување вештачка интелигенција во јавните училишта со цел модернизација на образовниот систем. Иницијативата опфаќа дигитални алатки кои ќе им помогнат на учениците и наставниците во подобро усвојување на знаењата и ќе ја зголемат ефективноста на наставата. Проектот се фокусира на интерактивно учење, персонализирани програми и анализа на податоци за подобрување на резултатите. Оваа иницијатива ја позиционира Грција како лидер во регионот во примената на технологијата за образовни цели. Илон Маск стана првиот човек со богатство кој ја надмина границата од 400 милиарди долари, главно благодарение на акциите на Тесла и SpaceX. Неговото богатство моментално е проценето на повеќе од 431 милиарда долари според Forbes, додека Bloomberg го оценува на 447 милиарди долари. Овој раст е поврзан со порастот на вредноста на акциите на Тесла и блискоста на Маск со новоизбраниот американски претседател. Покрај Тесла, Маск раководи со компании како Neuralink и XAI, додека Џеф Безос останува втор на листата со 240 милиарди долари. Google ја зајакна безбедноста против злонамерни мрежни следачи преку две нови функции на Android. Првата овозможува пауза на функцијата Find My Device за 24 часа доколку се открие непознат Bluetooth следач, додека втората функција Find Nearby помага во откривање и физичко оневозможување на такви уреди. Овие подобрувања се дел од заедничкиот напор на Google и Apple за борба против злоупотребите на мрежно следење, со нова спецификација која ги опфаќа и iOS и Android. Вистина е дека рибите се богати со есенцијални хранливи материи како што се омега-3 масните киселини, високо квалитетни протеини, разни витамини и минерали и можат да бидат одличен избор во рамки на урамнотежената исхрана. Вистина е дека не секој вид риба е најдобра опција за здравието. Сите риби не се исти кога станува збор за нивниот нутритивен состав, така што изборот на специфични видови риби може да биде покорисен за вашето здравје, вели нутриционистката Мишел Рутенштајн. Вистина е дека лососот е меѓу најдобрите избори на здрава риба. Богат е со омега-3 масни киселини, масти кои го поддржуваат здравието на срцето и мозокот, а исто така е богат со протеини, вели нутриционистката Лора Рајт. Вистина е дека истражувањата покажуваат дека консумирањето на омега-3 масните киселини ја намалува вкупната смртност од срцеви заболувања, го намалува крвниот притисок и триглицеридите. Вистина е дека исто така има и антиинфламаторни својства кои им помагаат на луѓето со артритис, пишува Fox News. Вистина е дека сардините се богати со омега-3 масни киселини, кои го помагаат здравието на срцето како и калциум, кој помага за здравието на коските и редовните отчукувања на срцето. Вистина е дека освен тоа, сардините се извор и на витамин D. Вистина е дека треба само да ја споменеме разликата помеѓу сардините и сарделите. Вистина е дека свежите сардели се риби во нивната природна форма и имаат поблаг вкус и мирис. Поради нивната свежина, брзо се расипуваат и потребно е да се чуваат во фрижидер. Вистина е дека од друга страна, конзервираните сардини се сардели кои поминале низ процес на конзервирање, со што се продолжува нивниот рок на траење.
Вистина е дека иако тие можеби се помрсни и им е сменета текстурата, сепак се добар извор на нутриенти, а практични се за долгорочно складирање без потреба од ладење. Вистина е дека ајкулата треба да се нагласи дека оваа риба можеби не е најздрава, вели Рајт. Вистина е дека како што вели, ајкулата има многу голем удел на жива, која е невротоксин. Вистина е дека бремените жени и децата треба целосно да ја избегнуваат. Вистина е дека туната е добар извор на витамини B6 и B12, кои го поддржуваат здравието на имунолошкиот систем и нервите. Меѓутоа, не е богата со омега-3 масни киселини и содржи високо ниво на жива. Вистина е дека се препорачува ограничување на внесот на туна на 1 до 2 пати неделно, а поради високата содржина на жива, туната не се препорачува за деца, трудници и доилки. По повод 10 години од премиерата на македонскиот филм До Балчак, вечерва во кинотеката ќе се одржи јубилејна проекција. Овој историски спектакл на режисерот Столе Попов го прикажува македонското револуционерно движење од почетокот на 20 век. Филмот, кој е еден од најскапите македонски продукции, останува значаен дел од националната кинематографија. Јубилејната проекција ќе биде проследена со дискусија за неговото значење и влијание врз македонската култура и филмска историја. Шест нови авиолинии на Скопскиот и Охридскиот аеродром. Владата дава 6.000 денари за 1000 килограми оризова арпа. Грција воведува вештачка интелигенција во образованието. Богатството на Илон Маск над 400 милиарди долари. Google го зајакнува безбедносниот штит на Android. Најдобрите и најлошите риби за здравието. Јубилејна проекција на филмот До Балчак во кинотека.